ВМРО ДПМН поднеси иницијатива за гласање доерба на владата на Зоран Заев. Потегот на најголемата опозицијска партија следи откако премиерот заклучно со денеска не поднесе оставка најавена по поразот на локалните избори. На документот стојат подписи на 61 пратеник. Новото мнозинство најавено минатата седмица во кое покрај ВМРО ДПМН и коалицијата се и Алијанса Алтернатива Беса Левица. Владата предводена од СДСМ и ДУИ не донесе значајни резултати во претходните 5 години. Туку напротив, владеа со измами и пазарења, а на сметка на најважните прашања за народот. Владата предводена од Зоран Заев ги изневери граѓаните, што се види од резултатите одржани на локалните избори кои што всушност беа референдумско изјаснување против сегашната влада и нејзините политики. За да биде изгласана недоерба на владата, потребно е да гласаат сите овие 61 подпишан пратеник, што според уставот е мнозинство од вкупниот број пратеници. Но еден од пратениците на Алтернатива, Скендер Реджепи, денеска се повлече од иницијативата. Како причина за пишманењето ја наведе Левица, партија која се залага за излегување од НАТО, поништување на Преспанскиот договор, повлекување од признавањето на Косово. Сите пратеници беа убедени дека Левица не подпишува. Договорот беше дека ќе подпишеме со ЛДП, Беса, ВМРО и во духот нова се договорив да го дадам подписот. Секогаш ќе го дадам својот подпис кога треба да се отстрани злото за албанците наречено ДУИ, но не по секоја цена. И ставот на Алтернатива од секогаш бил да не се идентификуваме со политички субјект кој е антиалбански и затоа не дозволувам да го оцрнам моето достоинство по која било цена. За останатите партии кои заедно со ВМРО ДПМН се дел од иницијативата за смена на владата, потегот на Реджепи изненадување. Според албанските партии во владата пак, Реджепи правилно постапил. Во моментот јас не можам да зборувам надвор од тоа што имаме во список. Имаме 61 подписи. Некој најавува дека ќе се повлече. Се подпишал во список. И тоа е тоа. Јасно беше неговата изјава и го разбирам. Значи, соработка со Левица, мислам тоа било кој ќе има проблем да го објасни пред нашите партнери и пред своите гласачи. По доставувањето на иницијативата, председателот на собранието во рок од 3 дена треба да закаже седница, значи не подоцна од четврток, на која ќе се гласа за иницијативата и ќе се утврди дали бројот на подписи на документот ќе кореспондираат со бројот на гласови кои ќе бидат за недоерба на владата. По денешните случувања во парламентот, по 8-дневен молк за кризата настаната по неговата најава за заминување се огласи и премиерот Заев. За пуста желба за власт биле спремни државата да ја носат низбрдо, а народот да страда. Овие денови сведочиме за грозување на договорот од Преспа, на договорот за добрососедство со Бугарија, на Охридскиот рамковен договор, на заедничкото едно и еднакво општество, на мирот на граѓаните внатре, на добрите односи со соседите. Но има оваа држава свој народ и граѓани и демократи и борци и политичари и партии кои нема да дозволат Мицкоски, Апасиев и Груевски да ја заробат и упропастат државата одново, напиша Заев на социјалните мрежи. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.